добро ни дојдовте во нова емисија Разговор со магистер Киро Бојаджиски. Зборуваме во оваа емисија за есенска метеопатија, од која страдаат и децата, и возрастните, и оние средновечните луѓе. Само да споменам дека многу болести предизвикува ваквата есенска метеопатија, промената на времето, дождливото време, па и постуденото време може да предизвика големи проблеми со реума, потоа главоболки, диареја, несоница, немање апетит и слично. Токму на оваа тема зборуваме со магистер Киро Бојаджиски. Добро ни дојдовте повторно во емисијата. Дали добро кажав во најавата дека метеопатијата може да предизвика вакви проблеми кај луѓето? Добро го најавивте и добро ве најдов вас, да ги најдеме во добро здравје и добро расположение вашите гледачи и слушатели. И поради состојбата со земјотресите, верувам дека се сите погодени во една стресна состојба. Моје мислење и моја порака е да бидат смирени, затоа што не помага стресот. Добро, во човечката природа е тоа Така дека кога има земјотрес да се стресат, да бидат во некаков стрес и паник. Земјотресите се непредвидиви. Никој во светот не ги предвидел ни дека ќе бидат, ни кога ќе бидат, ни колкави ќе бидат. Така, тоа е још од прастари времења познато на најстарите записи, постоje за земјотресите, записи у кои што се напишани и опишани и катастрофи, но и начини како да се луѓето спасуваат, какви градбите да бидат, каде да се најдат луѓето у случај на земјотреси и што да избегават после земјотресите поради појава на заразни болести. Но да го оставиме тоа, да зборуваме за темата што вие одлично ја најавивте. И ние се наоѓаме сега во едно прелазно време, лето, есен, кое што има многу предизвици. Да почнеме од начинот на исхраната и исхраната. Ние поминуваме од една летна храна која е многу лесна, со многу малку месо, со многу малку маслини, и сега доваѓаме во време кога што храната треба да биде малку појака, но и време кога се прават зимници, ајвари и друго, па тие предизвикуваат други проблеми. Так, таму има се, само не витамини, затоа што сите витамини од тоа, пиперот, сето тоа на висока температура испара и изгоре. Има проблеми, термички проблеми. Температурите се бајле се 8, 10, 12 степени, за да преко ден достигат и преко 30, 35 и повеќе степени. Тоа е амплитуда некаде од 45 па и до 50 степени, што представува големи термички удари на се што е живо, вклучувајќи го и човекот. Тие делуваат на човекот не само на неговата физиологија, него и на неговиот, да кажам, ум, на неговата психа, психоза. Да кажам дека прашањето за ова промена на времето и појавата на разни заболувања од тоа е многу често и е непредвидива, но е кај сите категории на луѓе, од најстари до децата. Кај малите дечиња има појава на несоница, плачење, без некои посебни причини, вознемиреност, така е, не јадат, прават други додатни проблеми на мајките и на бабите. Многу често и има ночно помолчување кај нив, додека кај работоспособните луѓе ги прават луѓето понервозни, понестрпливи и помалку работоспособни. Многу често работоспособните имат една појава на агресивност. Може би нервоза некоја се јавува. Така е, они се постојано во некој стрес, а стресот ги доведува до тоа да мислат повеќе за дома, него за себе на работното место, каде што многу често подлегнуваат на разни повреди. Кај старите луѓе е најосетливо тоа што они го губат, да кажеме, тај биоритам. Рано станување или покасно станување, доручок, ручек, одмор попладне, вечер, несоница и така натаму. Старите луѓе се една од најранливите категории во едно вакво преодно време. Кај нив има се што е негативно доваѓа до израз кај нив. И старите луѓе многу често од таа
појава на промена на тие, да кажам, метеоролошки чинители, доведува до една дестабилизација, психичка дестабилизација кај старите луѓе. Тие почнуваат многу повеќе да заборават. Многу често не си ги зимат ни лековите. Многу често се губат во просторот. Многу често се губат во ориентацијата. И се доведуваат у ситуација речиси да не можат меѓу себе и да се препознават или дека седне таму и ќе го најдеш со саати на едно место, гледа во една точка и така натаму. Значи, со еден збор кај сите категории од најмалите до највозрастните има такви негативни влијанија. Негативни влијанија има кај децата. Школските деца, особено помалите категории до некаде до 8 оделение. Па сега и со тестирање, почетокот на школската година доведува до еден дебаланс на физиолошките функции, особено на жлездите со внатрешна секреција, доведува до вишак или мањек на хормони. Кај девојчињата најчесто има вишок на хормони и доваѓа до дестабилизација на целокупниот женски организам. Пореметување на менипаузите, нервоза, кај нив стресови, невнимание, меѓусебни чаркања и така натаму, дека кај машките се појавува во овие периоди необјаснива агресивност, нестрпливост, кавги, расправи, па дури и тепачки. Со еден збор, ово прелазно време од лето во есен доведува до едно дестабилизирање и физичко и психичко кај човек. Затоа сега изборуваме дека таа состојба не е наследна, она се стекнува и ќе се повтара. Не само оваа година, ќе се повтара се додека не има. Но во секој случај можеме да кажеме дека причините се најчести во исхраната, во загадениот воздух, во амбалажата со која се пакува храната, особено брзата храна во книги и во пластични кесиња, во соковите за кои не знаеме се што има во нив, а и се пакуваат најчесто во пластична амбалажа, во градската нехигиена, прашината, потоа неконтролирано одење на повисоки места каде што помалку има кислород, па доваѓа до пореметување на физиолошките активности кај човек, па доваѓа до појава на зачестено мочање, но и до појава на запек кај некои. Од тие причини, значи, треба да поведеме сметка дека не се работи за органско некое заболување на некој орган, да кажеме. За милниви симптоми кои поминуваат со така е, но тие се во секој случај и непредвидливи, но и опасни за тоа што човек кој е станал малку поагресивен, он лошо возе, лошо врше процени при разминувањето од далечината и така натамо. Учениците се исто така нестабилни и агресивни и према професорите и меѓу себе. А сега почнуваат на училиште, така што? Возрастните станат крајно непослушни, не може да го натера некој да седне да јаде. Меѓутоа, ако натрапа на некоја чашичка, он на место една ќе ја дуплира. И ќе се доведе, возрастните се доведат во една физичка, но и духовна, да кажеме, нестабилност со разни негативни појави. Па од овие причини, значи, можеме да извлечеме заклучок дека кај луѓето во ово време постои една нестабилност која што предизвикува разни манифестации, но за несреќа може да предизвика и разни последици. Па нека не послушат за ово што треба и како треба, па ќе помогнеме да го пребродат овој кризен период. Тука имате напишано плејада на лековити билки кои може да помогнат при ваквата состојба, значи при лекување на несоницата кај дечињата, агресивноста кај возрастните, можеби депресијата кај помладите луѓе и така натаму. Значи како можат самите луѓе да си помогнат при ваква депресивна состојба? Сега да нагласам што најчесто се јавува у овој период. Тоа се стомашни заболувања, колики во стомахот, без некои причини, некои кажавме... Добро, може и исхраната да биде тука причина. Така е. Второ, може да биде појава на простинки и кашлица кај луѓето. Изненадно почне, но изненадно и ќе заврши, но најчесто са бајли се кашля, па дури и во сон.
Тоа е сигурен знак дека нешто не е уред со дишните органи и со воздухот дека се движиме. Натаму има појава на вртоглавица кај луѓето у сите категории од промената на времето. Има лоши рефлекси, лош вид, лоша процена, пред малку што рековме. Има лоши пореметување на вкусот. Луѓето не го осеќат лутото, не го осеќат киселото, соленото, благото, па често пати од тие причини се предозират у додатоци на храната, при што доваѓаете до едни такви лоши појави. Потоа има нервоза, како што рековме, со раздразнување, опаѓање на имунитетот кај луѓето, опаѓање на работоспособноста кај работоспособните и една општа слабост на организмот. Тоа се симптоми, но и појави како болести кои кај луѓето у секој случај некои ги осеќат, едни кај некои се појават и едни и други и трети од овие симптоми. Сега да кажавме кои се ранливите категории. Да кажеме лечење со лековити билки за среќа кај да се има многу добри и кои многу брзо делуваат. Можам да кажам дека за 3-4 дена може да биде смирена ситуацијата и да кажеме и психичка и физичка кај сите луѓе. Ева да почнеме со прав еден чај универзален, главно за возрастните луѓе и за работоспособните. Тоа е валеријана, може да се направат алкохолни извлеци, корен од валеријана во не многу јака ракија, не многу па да не се попија, и се стават капки, 15 до 20 капки од чаша вода, тоа се испие одеднаш, да се зимат сабајле и навечер пред спање. Да се зима пред јадење, отприлика 15-20 минути, многу помага и кај луѓето доведува до смирење. Валеријаната е позната како... Некоја стават на коцка шеќерче како прополисот што го користи. Па може, прополисот не е многу тај што може многу да помогне, но може да се ставе на коцка шеќер исто 10 капки или у мала лажичка со шеќера, потоа водичка да се земе обавезно, за да може во организмот да дојде до брзо искористување резорбција да настане. Второ е мајчината душица. Чај 3 пати дневно со 2 мали лажички да биде попарена мајчината душица без да се варе во 200 грама врела вода. Но треба да се праве сабајле и вечер пред спање. Значи 3 пати дневно. 3 пати. А особено е важно сабајле и вечер пред јадење, без варење, без додатоци. Ако има мед може, ако не шеќер да не се додава, лимон никако. Во мајчината душица не поднаса лимон ни во кој случај. И тоа е едно од средствата за смирување, но и за лечење. Може да се зима 4 дена, еден ден одмор, потоа поново 4 дена. Сите негативни појави што ги има и заболување, да кажеме за тие 8 дена поминуваат трајно. Натаму помага липовиот цвет, но за оние кои имат болести од појавата на заболување од цветовите, особено од прашецот од цветовите, не треба да земат липов цвет, затоа што липата има премногу прашец, поленов прах и може да дојде до појава на алергија. Но оние кои немат, може на исти начин како што рековме за мајчината душица. Тор чај би бил чај за помали деца. Тај може да го прават во секој момент мајките или бабите. Тоа е миродија домашна. 3 пати дневно. Да кажам, за малите деца е доволно 100 грама, значи највеќе 300 грама во тек на еден ден, 3 пати по 100 грама. Една голема лажица да биде попарена за цел ден со 300 грама вода и тоа да биде делено на 3 дози, на 3 пати. И многу ефикасно, добро спијат децата, нема агресивност, имат добар апетит после тоа и се поправат сите, да кажеме, рефлекси. Поарно видат, поарно, побрзо сметат, рачунат побрзо и така натаму. Ете сега да кажам и нашиот чуен риген. Оригано. Може да го најдете и да го купите као оригано, тоа е риген, неговото латинско име е оригано. Ригенот е неверојатно добар и многу помага на исти начин како и мајчината душица. 3 пати со една голема лажица да биде попарена со 300 грама врела вода
Добива се невероятно вкусен и црвено обоен чај кој треба да се зима 3 пати на ден по 100 грама са бајле на ручек и вечер за малите дечиња, тоа важи и за учениците у помалите години. Во колку има појава и на кашлица, треба може да се направи комбинација од камилица и риген или само камилица, Так, чај за децата. и тај чај се исто така праве на исти начин без никакво варење, 300 грама со една голема лажица, тоа е доза за цел ден и особено е важно за ригено и камилицата да се дава навечер пред спање, непосредно пред спањето на помалите и малите дечиња да им се дава и обавезно да бидат засладувани само со мед. Сега чај за возрастни лица. Тоа е мојата категорија на луѓе кои што се многу осетливи на промената на времето и кај нив има изразита, да кажеме, физиолошка пореметеност на функцијата на органите од прости причини што тие органи не се такви како што се кај работоспособните и кај младите органи. Они се едноставно, просто да кажам, народно дотраени или дотрајуваат од ден во ден. По тие причини за возрастните лица, вклучувајќи ги старите лица, треба да се применува овој чај како универзален за работоспособни и за старите. Тоа е Божи дух. 3 пати дневно по 150, дозата е 150 грама, а се става по 2 лажици наместо по една, да биде попарен со 300 грама врела вода. Значи поконцентриран, појак чај. Така е. Натаму, многу помага дрвениот боздел, неговиот цвет. На исти начин, од 150 грама доза, 3 пати дневно засладено, исто така со 300 грама попарено засладено со мед, помага од него убаво луѓето добиват, да кажем, еден вид кондиција, но тука има и средства, мислам, алкалоиди за смирување, како што има и во Божиот дух. Зрно од анасон може да се прави чај, но може да се направи и извлек во ракија, но тоа да не биде многу јака ракија, но да кажеме за чај од анасон е неверојатно лековит. Една голема лажица чај се попарува со 300 грама врела вода и тој не се варе. Оставува колку пола саат, потоа се прецедува и се пие со мед на исти начин по 100 грама 3 пати на ден, особено навечер. Тоа важи и за најстарите луѓе, важи и за работоспособните. Работоспособните пожелно е да може да си го однесат и на работното место во шиши, подобро ако е тоа стаклено, но било како било и таму за време на работата, при осетување дека има криза, но и дека нема криза, треба да го взимат за да може да се продолжи здравјето на луѓето. Сега многу добар лек се вршките од капините и од малините. Сега вршките на капините имат и плодови, не се зрели, но зрели или зелени. Вршките од капини од 10 на 15 сантими треба да бидат попарени, но и треба да бидат варени 3 до 4 минути само. Добива се густ чај, како од салеп. Тој чај е многу лековит и е многу приемчив и за возрастните, особено за старите луѓе. Но при тоа мора да нагласам дека тие чаеви од капината или од малините треба да биде малку повеќе засладен, за да може да се створи еден, да кажеме, еден добар спој меѓу медот и чаевите од малините и капините, од нивните вршни лисија, од нивните плодови и од нивните боцки што ги има. Со тоа чаевите прават, да кажеме, едно вообичаено подобрување на здравјето за многу кратко време. Ако човек има такви проблеми, метеопатии, есенски, да кажеме, за 4 дена може да биде работоспособен и добар, но максимум е 8 дена со еден ден прекид, уште 4 дена. Особено тоа важи за возрастните, за старите луѓе, но важи и за децата. Особено за школските деца, кај кои состојбата да се стабилизира. Така е, кај кои стално има стресови, те ќе бидат тестирани, те напишал, не напишал домашното, те знае или не знае така натамо, на нив им треба, значи, 8 дена, вклучувајќи и домашно на некој начин
разговарање со децата, ете сине, ништо не ќе пројде, немој да се секираш, немој да се плашеш и така натаму, затоа што кај децата редовно од метеопатските, но и од занимањето се јавуваат вакви појави, поред метеопатските додаток е и од школското занимање на децата и од стресовите што таму ги добиваат како ученици. Сега да кажеме за сите категории, да не се јаде многу мрсна храна, но да не се претерува и со многу благо. Зошто со многу благо? Па гливиците и бактериите во стомакот, па вклучувајќи и вирусите, се хранат со шеќер. И сега, ако јас имам во стомакот повеќе шеќер и повеќе благо, едноставно станам, да кажеме, резервар за храна, контейнер за храна на бактериите и на гливиците. И нема подобрување, има само влошување да има. Да не се јаде многу мрсна храна, особено, да кажеме, брзата храна, а децата сега на школа што одат, речи си... Не може да се избегне таквиот начин на исхрана, посебно на одморите мали кои ги имаат. Така е, они трчат и што најдат тука, не питат што е, како е, парче бурек, парче некоја баничка, не знам што тамо, или нешто во кое редовно има месо за кое што сите знаеме, не го знаеме нивното порекло, нивното здравствено состојание, и од тие причини брзата храна за децата, што е можно да биде избегнувано. Иако нешто мора да апнат, нека апнат нешто повеќе, во кое има повеќе скроп, во кое има повеќе, да кажеме, брашнени состојби, отколку да има масти и месо. Да нема конзервирана храна, воопшто, особено за децата, за учениците, конзервирано месо, чварки и домашна храна со масти правена. Натаму да се избегнува пушењето. Сега не можам да кажам за која категорија. Се живо пуши, од деца. Ја гледам таму и у малото, и тука, што доаѓаат деца на пракса и на друго, некаде од 13 години цигарето има редовно у раците и у уста, и у нос. Со тоа се доведува на една лоша состојба на организмот и još и делувањето на никотино. А ја тоа го повтарам стално и сега ќе го повторам. Никотино е разарач на лековитите алкалоиди и во чаевите, и во колку некој или некое дете пуше, и ако зима чаеви, не може да му помогне за тоа што никотинот од добар чај со лековити состојки ќе доведе да пие само топла вода. Ништо више. Па од тие причини болните, тоа се болни лица за кои зборуваме, да треба да бидат постојана контрола во фамилијата од возрастните, особено децата, но и старите, но возрастните лица треба да доодат и да си го контролираат крвниот притисок, да си го контролираат шеќерот во крвта. Можно да има варирање во овој период. Има, да, и тоа драстични варирања има, и ако го мере крвниот притисок са бајле поручок и вечер ќе види некои големи разлики, уколку не зима од овие чаи, но уколку зима, он сам ќе види дека му се стабилизира здравствената состојба и ќе има битно подобрување. Затоа нека не послушат, нека зимат сега овака да, како што рековме, вака да се однасат. Да кажам нешто сега заради појавата на земјотресите. Нема човек, вклучувајќи и нас, и тука е осетен земјотресот, знаете дека и у Кочани е осетен. Луѓето се во една стресна состојба. Још и метеоролошките, овака да кажеме, чинители кои доведуваат до пораметување, земјотресот е еден додатен удар, особено врз психата на луѓето. Но тоа делува и на физичките својства. Луѓето стануваат неспособни. Физички се неактивни. Земите што се деси со поплавите у тие 13-14 села во Скопско. Луѓето се и ден денеше во многу лоша психичка состојба, не е исчистена до крај, нема доволно храна, нема вода чиста за нив. И оно што им се донесе, како така е, да кажам, добра помош, но стресот не се лечете го така преко ден. А стресот од земјотресот е додатен не само за Скопје, затоа што земјотресот е осетен во цела Македонија, осетен е во Албанија, во Косово, во Бугарија, во Србија, во Грција и така натаму. Така поради непредвидивоста и стравот од земјотресот, кој што секогаш бил страв за луѓето, но страв и за животните. Од тие причини, значи, додатно луѓето треба да зимат од овие чаеви за кои сега земаме, било кои да не слушат во Кочани, настрана од Чеполието и така натаму, треба да се
послужат со овакви чаеви да може да се спират. А што се однесува до земјотресите, веќе слушаме дека има смирување, така луѓето нека се психички, да кажеме, смират, да се приберат дома, но ово колку има поново такви проблеми од земјотресите, нема друг спас сем бегање. Бегање од населените места, од зградите кои се склонни на паѓање, на рушење, но и од ако се зградите асимметрички градени, може да попаѓа малтер од џаците, да попаѓа нешто непредвидиво од крововите, од нивни и да направи материјални штети, но и да повреде, како што гледаме дека во Скопје од земјотресите секој ден се повеќе има околу 150 души кои што побарале лекарска помош. А има и штети на автомобили, има штети на пукнатини во зградите, однема струја, водовод, канализација, испукани и така тоа представува натаму. стрес за организмот на човекот, така е. Па да завршам со тоа дека промената на времето и додатно во ово време што се јави земјотресот се апсолутно билките и чаевите што ги препорачуваме потребни и неопходни дури така. Неопходни и не им препорачувам да земат некои фармацевтски за смирување како што е лексилиум и некои други, ајде не кажам, некои кои кога имаат природни некои се многу близови до смирување на организмот. До дрогите не би требало ни во кој случај. Аз слушам дека у ваков случај, у вакви стресови, некои, да не кажам дури непотребно, некои препорачува да земат луѓето ансилан, а он е многу близок до стварање на навики. И ансилан, еве сега нагласувам ансилан, никој да не зима и да не го употребува на место ансилан. Нека се напие со чајче од миродија, чајче од мајчина душица, од риген. Валеријана исто така. Но и ако има такви проблеми, нека се обраќат до вас, нека се обраќат и до мене, ќе им помогнеме да може да се смират и они у фамилијата, за тоа што овие трагедии што ги има не се поединечни, него се колективни за цели фамилии и за цели населби, да кажам, или за цели градови. А ете, со добра мисла, да кажам, вашите гледачи и слушатели, нека ве послушат и вас, нека ве пратат постојано што за да можеме да ги едуцираме луѓето, за да може да си употребуваат она што им е потребно за организмот. Вие правите голема добрина и ја поради тоа што постојано комуницирам со луѓето, неверојатно вие и не знаете колку луѓето сакат да ги слушат овие емисии. Како на природен начин, и колку се благодарни од тоа што ете ги поучувате и вие и јас на некој начин да им биде животот поубав, да им биде посреќен, да бидат поздрави и во секој случај луѓето да имат добро, здраво потомство и да бидат работоспособни, да можат и сами за себе и за своите фамилии да створат добри материјални средства, да можат да бидат живи, здрави и среќни. Така, веќе следната емисија може да биде продолжување на ова во однос на ревматските заболувања, односно на она што може да го предизвика ваквата есенска метеопатија, тоа се болки во вратот, болки во половината. Можеме да посветиме поголемо внимание на тие болки, затоа што и не само дечињата, туку и не само возрастните, туку и оние средновечните и младите луѓе се жалат на болки во вратот и во зглобовите. Па, чисто како најава, тоа ќе го расправаме. Многу работоспособни од работното место, зависи он дали е постојано исправен или е стално наведнан, дали има прашина во воздухот, дали има на некој начин подигање на тешки, преместување на тешки предмети и така натаму, доведува до оптеретување на кичмениот ступ најчесто, на лопатките на организмот, на рамените кости. Но и времето си го прави свое, тој главоболки се јавуваат и така натаму. И луѓето осеќаат вратоглавици. Така е, ако идете со такво заболување у болницата, ќе ви речат дека имате шилци во врато или спондилоза или да кажеме некоја друго уште да не драматизирам. Ние ќе посветиме цела емисија токму за тие заболувања, па еве оние луѓе кои сакаат да им биде помогнато, може да слушат и да употребуваат она што вие го советувате. Благодарам уште еднаш за советите за нашите гледачи. Благодарам и јас на вас. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата разговор со магистер Киро Бојаджиски. Зборувавме за есенската метеопатија, веќе следна емисија посветуваме токму на ревматските болки. Доколку имате вакви болки, можете да не следите и следната емисија. Довидување.